Здраво и добре дојдовте во новогодишната епизода на Your Financial Coach. Во денешната епизода ќе зборуваме како да остварите поголеми заштеди за новогодишните и божикните празници. Дани, празници се ближат. Денеска е нова година, толку сум возбудена онака, а треба да мислиме сега и да зборуваме за како да заштедиме повеќе пари за време на овие празници. Тоа што значи дека емоциите не смеат да ни влијаат на трошоците. Иако сме око расположени, спремни онака за журкање вечерва, а дефинитивно треба малку да размислуваме дека чекај и после новогодишнава ноќ треба да се живее, треба да имаме со што да живееме. Или ја што би рекла, празници се ближат, многу пари ќе се трошат. Ова последново и баш не ми се свигаше, меѓутоа тоа е реалноста, таква е каква што е. Сега како ние би направиле домашен, односно месечен буџет баш за овие празници, нели што следуваат и после оваа новогодишна ноќ? Сега ќе ти кажа. Сега се чувствувам како Дедо Мраз што треба да одговори на прашањево. А кај ти е вреќата? Вреќата ми е полна со пари, Дани. Како ме прашаш каде ми е вреќата? Јас мислам ќе речеш вреќата е мојот мозок, по таму ги бадам прашањата. Да, нема врска. Вреќата ми е полна со пари и спремна е сега за трошење. Се шалам, имам и друга вреќа спремна за штедење и планирање. Шала на страна, да, тоа што ме праша, сега следуваат поточно новогодишни, божикни, бадникови празници. Значи стварно многу празници каде што треба тотално многу добро да посветиме внимание на тоа како да заштедиме. А не само да трошиме, односно неконтролирано да трошиме, сите сакаме да си поминеме убаво и за нова година, па да прошетаме некаде, или со неблиските онака за бадник, за божик и за празнициве да си поминеме, и тоа чини пари, нели? Мислам дека не мислам туку сигурно сум, дека се може да се направи само ако се направи добар план. Цело време зборуваме за испланирање и управување со парите, на начин на тоа што, почнала месец декември, ајде сега веќе оваа епизода излегува на крај, баш пред новогодишна, ајде да им кажеме, да го споделиме нашето знаење за следната година. Со добро планирање знаеш и самата на парите колку голема разлика има. Тоа би значило дека во ред, ајде сега веќе ќе дојде почеток на јануари, тогаш се бадник, божик, каде што ќе доаѓаат децата и ќе пеат коледе леде и треба да им се, нема да те терам да испееш песната, не се секирай. Јас бев спремна инаку, ама и чим ти викаш дека не треба, нема да ја испеам. Јас мислам, затоа ме праша каде ми е вреќата за да ми испееш песничка да ти дадам Ама јас бев спремна, ама сега ме пресече, ајде. Да, за ти дадам тука мандарини и ореви. Сакав да кажам дека треба се направи план. Значи, не само од една плата, онака да декември, јануари се знае. Новогодишни вака расположливи месеци за како се вика за забава, и има новогодишна вечер, стара нова година, еден празник, друг празник, и сега ќе се речат луѓето, една е платата. Многу празници, а една плата. Значи дека треба да се испланираат некако како ќе се трошат и на што. Например, не мора да се одат на, не знам, кој знае какви новогодишни забави, кои што коштаат многу, а е само една вечер. Може да се направат многу, нели, по, како се вика, самата ќе кажеш некои по други типови на забави. Јас тука би додала, кога веќе нели спомна новогодишна вечер, многу скапи аутфити или стилови на облекување за новогодишната вечер, каде што знаме, посебно жените, мора да признаеме дека ние сме тие што даваме многу пари на скапа гардероба, шминка и други работи, ногти. Дека премногу точно, јас пошто не ставам ногти, затоа тој дел не го потенцирав, фала на надополнувањето, дека многу не размислуваме, нели сакаме да изгледаме убаво, меѓутоа не размислуваме дека тоа е само вечерва и дека тој аутфит или стил на облекување ќе го облечеме само вечер и после тоа може никогаш повеќе да не го облечеме.
Па да, тоа плюс треба да се мисли, а и треба да се мисли дека следуваат тие пак со празници Да, ние, например, вака ќе одиме вечер на Нова година со ово облечење. Да, затоа што се шалиме секако не. може така ќе не видат никаде. Вака јас сум веќе спремна во црно, ти си црно-црвено, значи буквално сме баба мразици, да не речам дедо мразици. Дедо мразови, како и да се кажува, нема врска. Пак ќе се навратам, ајде, шала на страна, за буџетот. Најдобро, веќе ајде кажав, овој декември е веќе завршен, некаде уште од септември да се испланира, за да не биде наеднаш од една плата да се тргнува на страна за толку екстра празници. Декември исто сакаме да си подариме подароци едни со други. Ние имаме навика, знаеш, самата во нашето друштво да си купуваме подарочиња за Нова година, за да си одбележиме. Ако имаш поголем круг на пријатели, како што ние имаме, тоа ти ствара поголем товар на месечниот буџет. Јас би рекла се направи уште од септември. Да се стави помалку на друга сметка, на друга страна, за овие празници што следуваат. За подароциве, за шопинг, како сакаме да направиме кога е на попуст. Сега тука ќе морам да те прекинам. Тоа сакам да кажам. Мене ми е најголема слаба точка попуст. Значи, јас лично имам сериозно проблем Знам. со воздржување кога има попуст. Посебно, јас имам една навика, овие што се онлайн апликации, супер ми направија за времето на короната, значи навикаваат тогаш се оформи. Буквално си ги имам сите апликации што се, сите продавници кои што купувам. И сега ми стигнуваат. Истото е. Ми стигнуваат нотификации нели со попустиве и сега јас многу често, па 90% од времето, не одам јас физички во продавницава, си ги нарачувам онлайн. Сега знам дека тоа е емотивно, емоционално нели купување. Во последниве неколку години се трудам тоа да го контролирам, нели како ја надоградувам мојата финансиска писменост и моето знаење околу финансиите и менаџирање со буџетот. Меѓутоа, еве ја имам едно прашање, како да им помогнеме на луѓето што го имаат мојот проблем, да се исконтролираат или да не сега нели целосно ништо да не си купи за Нова година, да не се почастиш, да речеме цела година си работел, изговорот што најчесто си го поставуваме, како да им помогнеме да го намалат трошокот? Да ќе им помогнеме всушност на начин што ќе им кажеме немој да бидете како Дани. И онака се една чашка, немојте да бидете како Дани. И види следниот подкаст може да ја направиме чашка да испринтаме со тоа или мајца логото. И ти како седиш и онака гуглаш и гуглаш не на телефонот ми стигаат нотификации. Со телефонот во рака. Како трошиш пари и со картичката онака како го куцаш пинот. Ќе го кажам тоа според едно правило во економијата. Секогаш морам по некој правило да кажам, ама многу помагаат. Тоа е правило 72 часа или 3 дена, како сакате во часови, во денови. Тоа значи дека сега, пример, шетаме. Например, јас сум повеќе тип на човек што ужива да шета по шопинг центри, по молови, знае да се заборави таму. И ништо да не купам, сакам да шетам, уживам таму, стрес, онака ми е, си го вадам стресот од себе. И сега луѓето шетаат. Ке се вратам на правилото, не сум го заборавила, иако се спремаме за новогодишната забава, тука ми е во глава правилото. Шетат и гледат на секаде попусти. 70, 50%, 30% попусти, луѓето тука полудуваат. Дали онлайн, дали во шопинг центриве, по други бутици. Многу добра маркетинг стратегија. Да. И викаат, леле, ова ми треба, леле, онака особено жените, леле, ова ми треба, ова го немам. И што се случува? Се случува следното, да тргнеш по млеко, не знам, други основни работи си купиш за дома и завршиш дома со пегла, а дома имаш веќе 3 пегли. И зашто си ја купила пеглата, ќе да прашат? Затоа што ја видов на 70% попуст. Ќе се најде. Македонски кажано. А тоа може да биде некој, ако не е пегла, некоја друга парче облекајте, да речам, најмногу тоа се дава на попуст, кога се новогодишниве празници, нели за се подновиме да бидеме убави за новогодишната вечер. После не ги наоѓаме во шкафовите и се забораваат како да не ни сме ги купиле. И која е потребата тука, така? Апсолутно. Јас тоа би го кажала импулсивно купување, затоа што еве јас луѓето што ме познаваат,
А ти многу добро ме познаваш. Јас имам две слаби точки, тоа се патики. Да. И најчесто е кога ќе влезам во спортска продавница, нешто што е поврзано со протеини, креатини, такви работи и тука буквално знам јас да се изгубам. Сега тој момент на импулсивно купување го доживувам не само онлайн, туку кога ќе отидам во продавница и ќе видам дека постои попуст на тоа што мене ми е слаба точка. Сега секој човек нели нормално има некој одреден вид дали е парче облека, дали е храна, било што, кој што на него му е слаба точка. Сега како да се воздржат луѓето да не пристапат така импулсивно. Еве, например, јас тоа почнав да го применувам на начинот на кој што, кога сум свесна дека, да речеме, ајде, во некој мол има попусти, не одам во молот. Бегаш од молот. Апсолутно, не претерувам, не одам во молот. Пошто свесна сум дека јас во моментот немам никаква потреба да ги купам патикиве или не знам протеиниве или било што мене лично ми е како слаба точка. И наместо да ова јас пак по психолошки тука би пристапила, наместо да се трудам да ја одолеам на желбата, јас одбегнувам да сум во ситуација да треба да правам компромис, точно, да правам компромис самата со себе. Ова многу често се компензира со моментот, нели, луѓе што имаат проблеми со исхраната, па од тука го земав како инспирација, бидејќи исто во и за купувањево. Да, јас себе ќе го кажам со правилото што преска трнав да го кажам. Тоа значи правилото вика 72 часа или 3 дена. Тоа значи дека еве, денеска шетам, гледам милион попусти и сега си викам, ја гледам, ајде нека биде црвениот фустан. Викам, леле, што се замислам одма веднаш како би ми стоел за забава за нова година. Викам, чекај Марија, дома имаш многу фустани, имаш што да носиш за нова година. Почекај малку. Има уште време до нова година. Ќе си купиш, ќе го купиш. И одам дома. И сега вика правило 72 часа. Остави да преспиеш 72 часа. Не да ги спиеш 72 часа, се разбереме, да пропуштите новата година, па да дојдете одма во 2024. Туку вика преспи прво, размисли 72 часа и ќе сватиш дали само било тоа импулсивна желба, за импулсивно купување, онака моментално многу ти се допаднало, или е стварно нешто што ти фали, што ти треба. И сега, ако ти помине желбата, тоа стварно тоа го правам на себе и функционира дефинитивно. Марија не бега од молови како мене, да се разбереме. Не, јас одам свесно во искушенија паѓа. Сега размислувам, тие 3 дена ми треба или не ми треба? Ја сакам. Ако тоа стварно го сакаш и после 3 дена ти га сакаш исто толку многу, можеби малку помалку од таа желба на почетокот што си имала, и ќе отидеш ќе го купиш или онлайн ќе си го порачаш. Мада јас пак би одела да си го купам таму, да прошетам пак. Ако не, ќе го заборавиш. Буквално онака ќе биде на друго ќе купам, во смисла како не ми е тоа стварно толку потребно и така на таков некој начин ќе се реши она импулсивното купување, ќе се надмини, ќе се прави рационално купување. Многу добра тактика. Значи нема потреба да бегате од молови. Оваа тактика ви ја препорачувам, мислам дека е многу по-функционална, бидејќи ќе видите што има во молот, што ви треба, имате начин како да избегнете безпотребно да купите. Сега, како ни е правилно да ги користиме попустите или како ни е правилно да на попуст е тоа и сега дали тука би ни помогнал методот, исто ќе се надоврзам до тоа претходно што го кажа, дали нас стварно ни треба, еве да речеме, лаптопот или нас не само желба. Дали тоа ќе ни помогне правилно да ги користиме попустите или пак веќе станува тука збор за некој друг систем на размислување? Да, тука веќе би дошло до моментот на, како што кажав и претходно, ама се многу подетално сакам да го објаснам, креирањето на буџет. Најдобро е, и тоа би го препорачала онака како must to do, да еве завршува годината, сега ќе јадеме и ќе пиеме и доаѓа новата година. Нови 12 месеци, нови 365, тоест ова е престапна плюс уште еден ден. Денови кои што ќе треба да имаме постојано пари и не само да ги трошиме, да сега веќе сме сериозни, туку и да ги вложуваме и да работат за нашата финансиска цел, да искрираме. Сега некој
многу ќе речат, 12 месеци како ќе искреирам јас буџет. На следниот начин, не може никогаш да знаеме или непредвидливо што може да се случи. Нормално, меѓутоа, да имаме нека генерална рамка. Знаеме од прилика кога се родендените на нашите најблиски. Знаеме од прилика кога се попустите, така сезонски и меѓусезонски попусти, и можеме од прилика да си поставиме кога сакаме да одиме на одмор, кога ќе дојде нова година, празниците се во декември, јануари. Така да од прилика ние поголемите трошоци што се месечни ги знаеме, и може да си направиме план на годишно ниво од прилика, пак ќе кажам, кои ни се трошоците. И сега јас ако знам пример дека во декември, ќе одговорам директно на твоето прашање за попустиве. Сега јас ако знам дека во декември ќе има попусти на облека најчесто, тогаш ќе речам во ред. Пример, доаѓа септември, ќе ставам поголем буџет прво за трошење за облека во декември и ќе сакам тогаш да потрошам. Зошто? Затоа што зошто не пример во септември кога ќе почне кога ќе биде почетокот на новата колекција, затоа што знаеме кога е нова колекција, знаеш ти по кога за шопингувањето, пазарувањето, ајде на убаво кажано. Зошто да даваме повеќе пари во септември кога е новата колекција, кога повторно во декември, јануари ќе истата таа облека ќе дојде на попуст. Тогаш е рационално се користи попустот, затоа што истото тоа што стварно сме сакале да си го купиме, а не е потребно, значи пак доаѓаме до моментот, потребно ми е, пример, не знам, ново сако за на работа. Океј, нема да го купам сега, ќе го купам во декември, каде што ќе ми биде пример на 50% попуст. Со истата сума што ќе сум ја потрошила во септември, ќе ја потрошам во декември, ќе купам наместо едно, две. Тогаш е веќе рационално. Иначе ова е многу добра техника и јас несвесно си имам водено низ годините по овој метод, што чудно за мене, пошто пред да станам малце по финансиски свесна и писмена, многу нерационално трошев пари, меѓутоа тоа ми било на некој начин систем што несвесно сум го изградила. И сега имам едно прашање. Слушнав еден термин што така не можам да си го објаснам сама, мислам дека имам потреба од некој стручно да ми го долови. Што е тоа ментално сметководство? Ментално сметководство постои во финансиите како, тоа би го објаснила како умствени сметки. Тоа би значило да се наменат, баш како што ти кажав, пример да имам една сметка во која што едно купче на пари во која што ќе ни биде пример еве за сите, како што кажав претходно, празници, родендени, ајде речеме убави настани за текот на целата година и да ни биде тоа едно купче и да не го пречекоруваме. Ќе го објаснам и на следниот начин и тоа еден како од советите што сакам да кажам за подароците. Мора да се вратиме, немој да ми избегаш дека ќе поминеш оваа година без Christmas gift за мене. Без новогодишен подарок. Подарокот е веќе спремен. Тоа значи дека треба се направи план. Океј, знаеме на кого сакаме да му подариме, што сега ги знаеме луѓето, да речеме 5 луѓе. Во ред, која е сумата на износот на пари што сакаме да ја потрошиме? Правиме планот и имаме една сума за сите. Тоа значи дека се водам според таа сума. Одам во продавница и не го пречекорувам тоа. Тоа е многу добро затоа што особено кога сакаме да подариме на некого подарок, знаеме да речеме, блиска ми особава, сакам нели нормално, секој сака нешто поубаво да купи, меѓутоа тоа пак ќе му штети на нашиот буџет. И сега замисли 5 луѓе да пречекориме за сите по одредена сума, што ќе биде? Ќе отидеме не во минус, ама ќе треба да се скратиме друг трошок или друго нешто што сме сакале да си го дозволиме. Или друго задоволство. Јас мислам дека тука може да помогнат креативните подароци, односно подароци кои што ние можеме самите да ги искреираме. Нели сега секој тоа може да го направи на различен начин. Ние си ги знаеме тие што ни се нели најблиски луѓе, знаеме какви работи сакаат, кои работи ги исполнуваат, па мислам дека би можеле да им направиме некој креативен подарок, еве на пример нека биде албум со слики или нека биде
Ева, на пример, јас конкретно едитирам, нека биде нешто изедитирано што на личноста би значело, нека биде некоја слика направена во Photoshop што понатак би можело да ја урами. Ова се само дел од идеите кои што можеме да ги намениме за личностите кои што ни се блиски, да им дадеме уникатен подарок, бидејќи пак е тоа нешто што ние самите сме го направили. Мислам дека многу повеќе ќе им значи, заради тоа што сме вложиле многу повеќе време, енергија, креација, љубов во тоа да го направиме, отколку нели само да купиме некој поклон во продавница што сме го виделе. Не дека тоа нема да значи, бидејќи нели најбитно е вниманието во ситуацијата, но мислам дека многу по топло и многу побаво би го пречекале креативниот подарок кој што е лично од нас направен. Дефинитивно, мислам дека нема побаво тоа да направиш некој креативен, она баш како што би рекле homemade подаручиња, направени баш персонализирани, да речам, за тоа што сакаш да му подариш, заради тоа што најдобро го знаеш што сака и можеш да искреираш, може да биде тоа многу, како што каже самата идеја, може да биде дури изготвена храна, ако е некој, на пример, како мене, што многу сака да ужива, да јаде и да јаде. Чекам да пробам што има изготвено после подкастот. И може и тоа сакам да кажам дека дури изготвена храна, некои домашни направени лампиончиња, честитка, имам една другарка што секоја година ми купува, ми прави всушност рачно направени честитки кои што си ги чувам иако се поминати нели годините, и да тие многу повеќе ми се драги, затоа што знам колку време и труд вложила во правењето на нив и многу повеќе значат. Со тоа, ако се вратиме се во финансиите, потребни се помалку пари, ама повеќе љубов. Знаеш што ми текна себаш? Не знам. Нели јас го спомнав моментот со апликацииве што се за попусти. И сега ми текна да те прашам, пошто знам дека ти си малце поупатана во тие работи, бидејќи нели тоа и го работиш. Дали има некоја апликација што би ни помогнала за да го планираме буџетот? Да. Јас секогаш кажувам дека морат парите, како и целите, знаеш, сите успешни бизнисмени, успешни луѓе, нека не се само бизнисмени во било која област, планираат. Тоа е многу важно. Како што кажавме, ги планираат трошоците и како се вика и оние останати работи што ги имаат во текот на годината, и на тој начин ги запишуваат. Исто како целите. Секогаш се препорачува целите да се запишат сега, сме декември, за следната година. Затоа што човекот кога ги гледа, работи на нив. Исто треба нели да постапуваме со парите. Константно да ги управуваме. Сега, јас ќе си поставам одредена цел, ќе си ја напишам на лист хартија, меѓутоа треба тоа константно, односно секој месец. Буквално може на лист хартија. Да седнувам и да пишувам тоа и тоа, тие ми се трошоци, тие ми се месечни приходи. Како нели да ги избалансирам за секако на крај на месецот приливите ми бидат поголеми од расходите, односно трошоците, да не е обратно. Сега на многу луѓе тоа им е тешко. Некој го прави тоа на лист хартија, некој го прави во Excel, нели Excelот малку по ајде да речем, овие се подигитализирани, сакат нели на Excel да функционира. Јас ги цртам на блоклист. Да, секој на различен начин, но има на некој воопшто му е тоа тешко. Затоа тука е убаво да се користат овие мобилни апликации, кои што се туку наменети се да и функционираат на начин на кој што ти би требал сам сега да синеш на лист хартија тоа да го правиш. Значи, самата апликација те носи. Може да се симнат на било кој телефон, на Google Play, Apple, Huawei Store, како и да се викаат. Има безброј. И бесплатни се, буквално ги симнуваш и ти води нели пишуваш колку ти се приходи, кои ти се трошоци, и некако тој самата алатка е така направена за да те води низ тој цел процес, затоа и нели се смартфони, паметни телефони и те носат низ целиот процес. Дури ти кажуваат и дава известување кога го пречекориш одредениот лимитот за одредена работа и ти дава како известување. Сега сите тие се слични со карактеристики и како што сите луѓе сме различни, така и апликациите, иако се слични, се различни. Секој да прогугла, да види, ќе се најде апликација која што најмногу ќе ми се допаѓа и ќе сака да ја користи.
Супер, многу добро објаснато. Би сакала јас да применам и ќе пробам нормално да видам како ќе функционира нели според мојот систем. Сега вака новогодишно во китење исто така на многу луѓе знаеден причинува проблем. Еве на пример и луѓе купуваат украси и општо нели елки, украси за елки без да имаат потреба од истите. И сега мислам дека и тука исто така многу финансии може да се заштедат доколку не даваме нели доколку не купуваме, доколку не се повторуваме на истите работи. Например, како имам 50 лампиони на елкава, зашто да купам уште 20? Да, дефинитивно сите сакаме да уживаме во новогодишната еуфорија, да се чувствуваме магично и да го чувствуваме она новогодишно лудило. И тоа е супер, и дома да ни е украсено, Дедо Мразовци да не пречекуваат кој ќе влеземе дома и така натака. И убаво е. Меѓутоа, тие се производи кои што нели имаат прво рок на трајање, меѓутоа не ја гледам потребата секоја година се менуваат. Буквално истото го мислев, бидејќи значи елка може да ти потрае 2, 3, 4 години, ако нели не зависи, повеќе, да. зависи, сега земав произволно бројки, меѓутоа зависи нели од самата елка квалитетот, нема потреба секоја година да се обновува елката, нема потреба секоја година да се докупуваат сијалички, нели доколку од претходната година сијаличките се функционални, лампионите нели се функционални. Мислам дека исто така треба малце да се поработи на тој момент да не се вложуваат пари во работи кои по кои веќе ги имаме. Па да, ама и тука, знаеш, мислам дека и многу улога игра. Ај сега, мислам дека сигурно имаш и ти приметено, не е толку последни вајде години некако откако фати оваа криза. Порано, ако ти текно кога бевме помали, луѓево и дури надвор китеа. И тоа зборувам китеа со снешковци, буквално Дедо Мразовци, паелки надвор ставени, буквално по цели дворови. Замисли тоа колку троши струја. Види, се уште е така. Мислам, јас тоа сум го заприметила, знаеш, пошто јас живеам нели во зграда и сега на терасите има на сијалички исполепени на сите страни оние што се новогодишни црева и буквално е можам да замислам колку е трошокот за струја во тие ситуации, нели? А тоа што прави, тоа го товарува дополнително месечниот буџет, а ние рековме, треба да се заштедува и паметно да се управува кога станува збор за особено кога има празници, кога повеќе сме склони на трошење пари, тоа троши како прво ни го товари месечниот буџет од аспект на тоа што за да купиме тие производи, елка, лампиони чинат пари, а плюс чини пари тоа што дополнително ќе трошиме струја. Бидејќи денес е нова година, не сакаме многу да ги гњавиме гледачите со подкастот, би сакале да им ја честитаме новата година, да ви ја честитаме новата година, божичните празници и би сакале да останете во добро здравје, па се гледаме во наредната подкаст епизода. Имајте убава вечер, каде и да славите. Ви посакуваме се најдобро и да си ја поминете магично оваа вечер. Хо-хо-хо!